А сега, преминуваме нашата тема, која што ќе има веројатно неколку продолженија, не знам колку, ќе видиме. Знаете дека еден од, можеби, најдобрите методи за поучување е така наречен Сократов метод, затоа што Сократ се служил. Метод со поставување на прашања. Се вели дека Сократовиот метод останал како често употребуван метод за водење дискусија и представува и вид на педагогија во која преку серија прашања се извлекуваат индивидуалните одговори, значи едноставно за да ги поттикнете слушателите да дојдат до одговор, да извлечете одговори од нив, но исто така и поттикнуваат, значи прашањата поттикнуваат на осознавање на основите на проблемот за кој се дискутира. Еден метод кој што им олеснува на слушателите, на учениците, на оние кои што учат, исто се користи во школството, значи денеска во педагогијата, како што вели овде, за да се прво е, често пати знаеме ние од ова говорница да поставиме најчесто реторички прашања на кои што не бараме одговор, меѓутоа да се види кој колку е буден, кој колку следи. Второ, и да ве поттикне на размислување. И да, едноставно, полека ве доведеме до целта на проповета, темата и така натаму. Тоа го користил Сократ во свое време, меѓутоа, и пред да премине понатаму да прочитаме неколку негови мисли, кои што јас ги избрав, кои што се соодветни, можеме да кажеме за нас, иако има и некои кои што не се, сепак тој бил филозоф. И доста се познати. Вели, ова првото се однесува токму на овој стил или метод на поучување со прашања. Вели да се разбере прашањето е половина одговор. И наистина е така. Ако го разберете прашањето, веќе сте тука некаде, до одговорот, близу. Ова е исто така многу убава мисла. Се е во умот. Тоа што го мислиш, во тоа се претвораш. Ова малте не и Библијата го учи, значи Елен Вајт исто има слични размислувања. И овој третиот го избрав нарочито затоа што е доста поучен. Вели, силните умови, сте услушнале, сигурно. Силните умови зборуваат за идеи. Просечните умови за настани. А слабите умови зборуваат за другите луѓе. Односно, оговараат. Многу убава мисла. И јас согласувам со тоа, иако можеби најчесто и јас, па и ако сме искрени да одговориме сите ние, спаѓаме во овие последниве. Место за идеи, место за настани, место за планови, ете како да проповедаме Евангелието, ние се служиме, мислам највеќе ги користиме во нашите разговори имињата на другите. Прераскажуваме некои случаи со нив, обично оние кои што не се присутни, тоа е најстрашното. Но не е тоа нашата тема денеска. Далеку пред Сократ, најголемиот учител на сите времиња поставувал прашања. И е имал таа иста цел, да преку прашањата дојдеме до вистинскиот одговор и да го сватиме проблемот и да се поучиме. Господ често пати во Библијата поставува прашања. Така да, ајде, ќе видиме, ја не знам, не можам да ветам во колку предавање ќе покрием ова, иако, ако земете сега да ги вадите сите прашања што Господ ги постави во Библијата, кој знае колку време ќе ни треба да ги разгледуваме, но ќе видиме некои така клучни, верувам, кои што ќе ни помогнат и нам, да видиме како Господ поучува и може и нас да не поучи денеска. Отвараме во Битие 3 глава. Пред 2-3 саботи, мислам дека зборувавме на оваа глава и кој знае колку пати се зборувало на оваа глава. 3 глава Битие, значи тоа е падот во грев. Или првиот грев, како што носи наслов овде. Читаме од први стих. Да се подсетиме на наставот. Змијата беше полукава од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Таа рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол
не ке јадете од ниедно дрво во градината. А жената и рече на змијата, смееме да јадеме плод од дрвото во градината, од дрвата во градината. Само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече, не јадете од него. И не допирајте го, за да не умрете. А змијата и рече на жената, навистина не ќе умрете. Туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите. И ќе видиме подоцна дека навистина им се отвориле очите. Ама, не онака и не во онаа смисла како што ѓаволот овде ги лаже. Че туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога. Ќе видите богови, ќе станете богови. Распознавајќи го доброто и злото. Жената види дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар, набра од неговиот плод и го јаде. Му даде и на својот маж, нели подоцна, кој беше со неја, па и тој јадеше. Тогаш, и на 20 им се отворија очите, ама не станаа богови. Што тоа ѓаволот ги мамеше. Тогаш и на 20 им се отворија очите и согледаа дека се голи. Не отидоа во некоја повисока сфера на развој, како што тоа ѓаволот преку змијата ги лажал. Туку се огледаа дека се голи, сплетоа смоквини лисја и си направија прегачи, за да на некој начин ја покријат голотијата. Значи, ја изгубија таа слава, како што денеска слушнавме од брат Зоран. Тогаш го чуја гласот на Господа. Господ кој што имал навика, односно секој ден, значи, приквечер таму, или како што вели овде, кој шеташе горе-долу, значи го слушна гласот на Господа Бога, кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец. Каде што, нели, секојдневно се среќавале очи во очи со него, но овој пат не му трчаат во пресер, туку вели и се сокрија, го слушнаа гласот и се сокрија. Како што мало дете ќе направи белја, свесно е, знае дека направило белја и ќе се крие, ќе пусти, ќе... Да ви кажам право, дори тоа го има дури мачките. Имам искуство со мачки. Мачка која ќе направи белја и таа на некој начин се чувствува виновна, се осеќам тоа по незиното однесување. Но се сокрија човекот и неговата жена пред Господа Бога меѓу дрвјата во градината, таму, во грмушките. И Господ Бог го повика човекот и му рече, еве го првото прашање, и многу важно, каде си? Што као, Господ не знае каде се? Господ кој што се знае, Господ кој што и утробата ми ја познава, и органите, и не мора да идам сега да ме снимаат. Господ знае дали нешто не е во ред сега со мене или се е како што треба. Господ знае каде сум и сега, каде ќе видам и вечери и така натаму и така натаму. Господ се знае. Но зошто е ова прашање, каде си? Пазите, ова е после падот во грев. Адам и Ева осознале, вели некои предходните стихови што ги прочитавме, да не читаме, во само 7-миот, тојаш на 20 им се отворија очите. Осознаа дека се голи. Да, тие нешто осознаа. Меѓутоа, треба посуштински да разберат што е гревот и што направиле. Тоа е оно што тие не го разбрали. Затоа е прашањето каде си? Прашање упатено до секој од нас кога ќе сгрешиме. Каде си, брате? Каде си, сестро? Во која состојба си? Свесен ли си? Тоа е прашањето. А не географски, не знам, положба каде си. Не. Каде си, во која состојба си? Знаеш ли што направи? И тоа е многу битно прашање. Знаеме ли ние каде сме? Знаеме ли во која состојба сме ние? Ако тоа не го знаеме, пазите, ако не знаеме каде сме, тоаш не знаеме ни каде одиме, па нема ни да стигнеме таму кај што сме се упатиле. Зарем не е така?
Ако сме се изгубили сега некаде, не знаеме каде сме, немаме GPS, немаме такви современи уреди и како ќе стигнеме до целта? Да, ама еве, да речеме сме се изгубиле, кај се изгубија синот и таткото кои што ги најдува мртви потоа, во која планина беше тоа? Да, во Кичевско. Залутаа и не се вратија назад. Многу е битно да знаеме каде сме, која ни е состојбата. Па Лаодикејецот го има токму тој проблем. Свесен ли Лаодикејецот за својата состојба? Знае ли каде е? Што вели таму во Откровение 3.17 стихот? Ајде се подсетиме на веста до Лаодикеја 3.17. Зошто велиш, значи Лаодикејецот вели, богат сум и се збогатив и ништо не ми треба. А не знаеш. Не знае каде е. Не знаеш дека си беден и несркен и сиромав и слеп и гол. Адам и Ева осознале дека се голи, ама ќе видиме подосна дека всушност тие се задржуваат само на последиците од гревот. Тие се уште не се свесни што всушност направиле. Значи многу битно, дали си ја познаваме состојбата во која што сме? Ако не е така, тогаш можеби и нема да ни биде потребен спасител. Нема да имаме таа силна желба да побараме помош од Спасителот. Кога сме изгубени, Адам и Ева се во моментов изгубени. Се кријат, место да му трчаат во пресрет на Господ. Прават нешто што е невообичаено, како последица на престапот што го направиле. Одиме понатаму, вели, тој одговори, значи Адам одговара на прашањето. Го чув твојот глас во градината, се исплашив зашто сум гол и се сокрив. Еве доказ дека Адам се задржува на последиците од гревот. Ако е свесен што направил, ќе речеше, го слушнав твојот глас, па се исплашив, затоа што каснав од забранетото дрво. Но тој вели, оно што го видел, надворешно, јас сум гол, тоа го осознал со Ева, па и ете направиле напор да некако се покријат, а никако не се покрива таа голотија. И вели се сокрив. И 11 стих, тогаш му рече, Господ му вели, второ прашање. Че овде имаме 4 прашања во оваа глава од Битие 3 глава, имаме 4 прашања од Господ. Како Господ постепено сака да ги доведе до осознание Адам и Ева што направиле како право. Прво, тоа го прави Господ со грешникот, да свати дека е грешник, дека сгрешил, дека направил страшно нешто, за да овој потоа побара помош, да го побара Спасителот. И ако добро забележуваме, овде многу голема разлика од многу други религии. Христијанската религија учи на тоа дека Господ ја превзима иницијативата. Господ оди да го побара грешникот. Господ ја бара загубената овца. Не чека, ако тој чекаше да ние дојдеме, никој ще немаше да дојдеме. Значи, тогаш му поставува, значи, Господ второ прашање. Кој ти кажа дека си гол? Интересно ова прашање, ако се задлабочи малко да размислуваме, зашто? Што значи сега ова прашање? Кој ти кажа дека си гол? Па нели Адам само осознал, видел дека е гол. Ама сепак Господ постепено сака да го доведе до суштината што направил сушност. Не само последиците на гревот, да го осознае гревот, но и нешто друго, јас овде гледам. Господ сака да го наведе преку ова прашање да помисли на лагата на сатаната. Зошто? Затоа што па нели ѓаволот им рекол, не им спомнал никаква голотија, ништо такво. Не спомнал дека ќе одат надолу, дека ќе паднат, дека со тоа ќе направат престап и ќе паднат, туку ќе одат нагоре, така им ветил, дека ќе осознаат, ќе израснат во некоја нова сфера на раст, на спознание на нештата. И сакал да го замисли, да каже, Адам, чекај, кој ми ја кажуваше вистината, а кој е тој што ме лажеше, кој е тој што ме прелажа.
И потоа веднаш следи и третото прашање. Да не си јал од дрвото за кое ти заповедав да не јадеш. Тоа е поентата. Полека, но постепено. Каде си? Кој ти кажа дека си гол? И сега доаѓаме до дали ја прекрши заповедта, со други зборови. Значи, во прашање е кршење на заповед, кршење на закон. Што вели Павле во Римјаните 7 глава? Да отвориме накратко тамо, држите прст во Битие 3 глава. Римјаните 7 глава. 7 стих. И така што да речеме, дали законот е грев? Далеко од тоа. Сепак јас, вели Павле, го запознав гревот само преку законот. Зашто не би ја запознал страстната желба ако законот не речеше не ке пожелуваш? Господ го навраќа Адама на законот, односно на онаа единствена заповед, онаа единствена забрана што им ја дал во 2 глава. Да свати дека го прекршил законот, прекршил заповедта. А ако го свати тоа, што ќе свати? Што е кршење на законот? Грев. Полека, но сигурно Господ преку овие прашања ги води кон целта, да осознаат што всушност направили. Дори 12 стих од Римјаните 7 глава исто така е убав да се спомене. Римјаните 7:12. Тој стих гласи: затоа законот е свет и заповедта е света и праведна и добра. Таа заповед што Господ им ја даде беше добра. И Господ преку таа заповед на тој начин сакаше да ги заштити. Господ никогаш немаше желба да човекот го осознае злото. И никогаш немаше да го осознае. Затоа и му забрани да не јаде од дрвото на спознавање на доброто и злото. Не дека ќе станат богови, па ќе го осознаат доброто и злото, туку воопшто не требале да сгрешат и да го осознаат злото. Заповедта е добра, но добрата заповед ја прекршивте и еве го сега злото. Кој ти кажа дека си гол? Да не си јал од дрвото за кое ти заповедав да не јадеш. Да не јадеш од забранетото дрво. И повторно го наведува на мислата. Што ти кажа змијата? Кој е тој кој што ја зборуваше вистината? И сега во 12 стих ја гледаме самоправедноста на Адам. Значи тој се уште Господ постепено го води и ќе го доведе и него и Ева до спознание на тоа што направиле. Во 12 стих ја гледаме онаа природна човечка реакција, кога ќе ве обвинат за нешто, вие веднаш се правдате. Во случајов, Адам ја префрлил вината на Ева. Дури, односно, индиректно и на Господа. Оти му вели во 12 стих: човекот рече, жената која ти ми ја даде, со мене таа ми даде од дрвото на пајадев. Таа е виновна. Како она не ми дадеше, јас немаше да вкусам. Адам се правда и веднаш потоа следи уште едно прашање, многу посилно, би рекол од ова претходното, четвртото прашање. Господ Бог и рече на жената, прашање упатено до жената, но всушност и Адам е тука и Адам треба да го слушне ова прашање и сите ние. Како гласи четвртото прашање? Што е тоа што го стори? Што стори, со други зборови? Значи, ова претходното е конкретно се однесува, кој ти кажа дека си гол, и потоа следи прашањето да не вкуси од забранетото дрво, од дрвото кое што ти реков да не вкусиш, кое што ти го забранив. Но сега вели, што стори? Свесни ли сте, Адаме, Ево, што сторивте? Може би си велеле, па ситница е, па и ако читате тамо во Патриарси и пророци, токму тоа Елен Вајд го коментира.
кога Адам размислува, нели, дали да вкуси, да земе од плодот што Ева му го нуди. На крајот дури дошло тамо до сознание, до размислување и си рекол, па добро да, па шо се? Ако каснеме од па шо е тоа? Ситница е тоа, не е ништо страшно, може би Господ ти ќе се смилува и ќе не го прости тоа. Како да не било. Господ им го простил, ама не е како да не било. И не направил ресет. Туку, тој е еден мал престап, под наводници мал, како тие сметале, довел до што? До оваа ситуација во која што сме денес, односно, предходно до првото уништување на светот со потоп. Довел тој еден греф, тој еден мал престап, до ситуација да Господ постави едно прашање, самиот на себе си го постави прашањето во 6 глава Битие, да рече, баш го прашал на форма, тамо меѓутоа со други зборови и тоа го кажува. Зошто го створив човекот? Зошто воопшто го створив човекот? Нели кога вели се покаја Господ што го создаде човекот? Значи не е тоа малку, не е тоа ситница и затоа им вели што сторивте? Или на Ева конкретно, што стори? Свесна ли си? И полека, но сигурно Адам и Ева сватиле што сториле. Ја слушнале и првата проповед, односно ветување во 15 стих, каде што Господ им ветил дека ќе постави непријателство помеѓу тебе и жената и вели на змијата и помеѓу твоето семе и низиното семе, тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Првото најавување за откупителот. И Адам и Ева ја научиле лекцијата, свесни се што сториле и затоа што сватиле дека сгрешиле, направиле тежок престап, сега го бараат Господа, го бараат Спасителот и го прифаќаат планот на спасение, затоа што веднаш полу гледаме дека Господ ќе ги облече поинаку, ќе им ги симне оние смоквини лисја и ќе ги облече во јагнешки кожи, односно кожи од животни, каде што ќе мора да падне крвна жртва. Сето тоа алудирајќи на Христос, Божито јагне. Тие научиле лекцијата, меѓутоа овој престап довел до страшни последици. Тоа го гледаме во 4 глава. Минатиот пат зборувавме за знакот на Каин, меѓутоа сега пак ќе се позабавиме со Каин и Авел, затоа што и во 4 глава на Битие Господ поставува 4 прашања. 4 прашања во 3 глава, до Адам и Ева, 4 прашања до Каин во 4 глава. Ајде да видиме, да не спомнуваме, секаваме, го знаеме овој настан и од предходната сабота спомнавме што се случило. Каин и Авел доаѓаат да принесат жртва, Каин од зеленчукот, од своето производство, Авел крвна жртва. Господ ја прифаќа Авеловата жртва, не ја прифаќа Каиновата, Каин се лути, сака да е по негово, тврдоглав е, и оди го скока и го убива Авела. Адам и Ева, поготово Ева, очекувал дека овој првиот син, мислејќи на Каин, ќе биде токму откупителот, спасителот. Значи, тие ја прифатиле веста на надеж дека ќе дојде откупителот. И веднаш сметала дека уште првиот син е тој. Меѓутоа, што се случило? Место откупител, тој всушност станува првиот убиец. За жал. И кој знае како им било на Адам и Ева. Како се чувствувале како родители, денеска зборувавме, научувајќи ја пуката, како е тешко да родители изгубат своје чедо. Камо ли па вакво нешто? Да брат на брата скокне, нешто што денеска го гледаме и го слушаме секојдневно, за жал. Но што се претвори овој свет? Син на татко, керка на син и така натаму и така натаму. Да. Значи, скока Каин на Авела и го убива. И веднаш Господ стапува на сцена и иако веќе ја нема, човештвото ја нема таа директна комуникација со Господа, Господ ќе се вмеша во ова. Директно разговара со Каина.
Тоа покажува колку е засегнат. Значи, во првиот случај, во 3 глава Битие, Адам и Ева му грешат на Господа. Мислам, нормално, на самите себе. Секој греф е на штета на самите вас, меѓутоа на Господа. Пред се. Во 4 глава гледаме како еден му греши на друг, еден човек му греши на друг. Но тоа значи дека му греши на Господа. Господ е засегнат од секој греф, секоја грешка, подлост, убиство, било што лага што ќе ја направиме кон братот и кон сестрата. Тоа го покажува Господ во 4 глава, која ќе стапи во контакт, односно во разговор со Каин. И првото прашање во 9 стих, еве го прашањето што Господ му поставил на Каин, првото прашање. Истиот тој метод, начин како Господ сака да го доведе Каина до покаяние. Се извинувам, малку скокнав нанапред. Првото прашање е во 6 стих, уште пред да се случи убиството. Че се залетав малку со приказната, па отидов надолу. 6 стих. Господ му вика на Каина, зошто си лут е првото прашање. Второто прашање, поврзано со ова, зошто ти е сменето лицето? Нормално, човек кога е лут му е сменето лицето. И како во однос на природниот изглед на лицето. Видите, Господ не односно забележува секоја ситница. Ви не мора некојаш да изговорите некој груб збор или не знам што. Тоа ви се гледа на лицето. Доволно е да ви го види човек лицето, дека сте лут, дека сте гневен, дека... И тоа е близу до греф. Може да е веќе греф, ние не знаеме, затоа што Господ вели секој кој што го мрази братот свој е веќе како и да го убил. Тоа Господ најдобро знае. Меѓутоа, самата лутина, самиот израз на лицето веќе кажува нешто, предупредува. Зарем ние не треба да бидеме како христијани, вели Елен Вајд таму, најрадосните, најсрекните, да светиме од насмеаност, да бидеме значи, пример за луѓето надвор, по самиот лик и нашето однесување ќе видат дека нешто е поинаку кај овие луѓе. Но тоа не е така кога сме во греф, кога сме сгрешиле, совеста не мачи. Не е исто. Зошто си лут? Зошто ти е сменето лицето? Зошто ако работиш право, значи очигледно не работиш право. Ако работиш право, светиш од насмеаност. Ако не работиш право, гревот ти лежи пред вратата, што дебне врз тебе, но ти уште можеш да му се спротиставиш. Еве, ја таа иницијатива повторно од Господова страна. Се впушта во разговор со Каин, знае во кој праве стрнал Каин и сака да го одврати. Сака да го одврати. И затоа се овие прашања. Постепено Господ повторно сака да го доведе до осознание дека тоа што намислил да го прави не е во ред. Ако правиш добро, тогаш ќе светеш од насмеаност, меѓутоа ти си лут. Лицето ти е сменето. Внимавај, гревот е тука. Само што не си го сторил, но се уште има време да се спротиставиш. Удава надеж на Каина. Но Каин, за жал, продолжил по тој пат. И го направил убиството. Го направил оно што го намислил. Знаете, се почнува од мислата. Можел да застане. Како беше она мислата на Мартин Лутер, ако не се лажа. Вие не можете да им забраните на птиците да летаат околу вашата глава, ама не им дозволувате да направат гнездо на вашата глава. Значи Каин дозволил да се вгнездат тие лоши мисли кај него и само отсуствувала сега приликата за такво нешто. Се случува, значи, како што реков минатиот пат, убиство со предумисла, го вика, тргаат, као на прошетка, во полето, му скока и го убива. И потоа следи едно страшно прашање, третото поред, прашање до Каина. Каде е брат ти Авел? На кое што Каин
ќе се обиде да се вади, па односно ќе гледаме неговата рамнодушност, кон што води гревот. Гревот раздвојува, растура семејства, растура другарства, растура цркви. Не знам, усти лаже, зарем јас сум чувар на својот брат, шо ми е гајле за мојот брат, со други зборови. Тоа прави гревот. Разделува, раздвојува, уништува. Што ми е гајле за мојот брат? Што ме прашуваш? Видите какви страшни последици, значи, во меѓучовечките односи прави гревот. И Господ продолжува и постава уште едно прашање. Во сета таа своја милост. Еве, не можел да го спречи, нормално. Ако Господ нема со сила да ве спречи да направите зло. Може да ве предупреди, може да направи се што е во негова мок, меѓутоа не може да одлучи место вас. Вие имате слободна волја, слободно да одлучите. Каин ја направил одлуката, го убил својот брат. Во тоа следи прашањето, значи, откако му рекол каде е брат ти Авел, го добива одговорот. И тоа е одговорот на сите оние кои што навистина не марат ни за браќа, ни за сестри, оние кои што се во грев. Не ги интересира тугиот живот, туку само својата кожичка, како што минатиот пат спомнавме. Но затоа Каин е заинтересиран за тоа, па моли од Господа, па сега мене ќе ме убијат, готово, крвна освета. Прашањето во 10 стих, 4-то прашање упатено до Каин од страна на Господа. Господ продолжува и го прашува, што направи? Истото прашање до Ева во претходната глава. Што стори? И до Адам, нормално. Што сторивте, свесни ли сте? Каин е свесен ли си што направи? Што следи после ова? Проклество. Како и Адам и Ева што добиле проклество, и земјата добила проклество, и змијата и така натаму, и Каин ќе добие проклество, ќе стане скитник до крајот на животот. Што стори Каине? Свесен ли си? Колку е битно да сватиме големината на гревот. Доека не да сватиме големината на гревот, нема да сватиме ни големината на Божијата љубов, неговата милост. Каин не го сватил ни едното, ни другото. Иако Господ го означил Каина за негова заштита на некој начин. Не само за заштита, туку и да покаже, да даде една лекција до сите, до целото човештво и до ден денеска, до самите нас, колку е страшен гревот и до какви размери може да дојде ако го оставиш грешникот така неказнет. Каин бил оставен и што се случило? Толку се израсипало човештвото што морал Господ да интервенира да го уништи целата планета со потоп. И втора работа, зошто го оставил Каин? За да му даде шанса. Знаете како во Стариот Завет, како што постоеле оние градови на прибежиште, иако тие биле за случаеви, за оние кои што навистина не биле виновни, не направиле убиство со предумисла, него ете така, случајно нешто се случило и имале прилика да стигнат до тој град и каде што ќе бидат заштитени. И Каин на некој начин добил заштита од Господа, за да Господ му возможи доволно време да се покае, меѓутоа се видело дека колку му даваш повеќе време на грешникот, оној кој што не сваќа што е гревот, тој уште повеќе заглибува во грев. И не само за него што е страшно, туку е страшно за сите околу него. Каин отиде отпред Господовото лице, 16 стих, во земјата Нот, источно од Еден, и таму се насели. И беше голем проблем и тој и цело негово потомство за Божиот народ. Еве, видовме од 3-та и 4-та глава како Господ, поставувајќи прашања, сака и Адам и Ева, сака и Каина, да ги доведе до осознание најнапред на гревот, да сватат што е всушност гревот, што значи гревот, што направи, што сторивте на Адам и Ева, им кажува. Ова треба да одекнува во нашиот ум, кога некојаш размислуваме да направиме некакво зло кон братот, кон сестрата или било што да направиме. Вчера читавме некои цитати, ако се сеќавам добро, и подобро е да умреш отколку да
да лажеш или да крадеш, да се снајдеш ете за парче леп, поготово во тие услови кои ќе бидеме гонети, да го избереме, нели, таа линија на помало отпор. Подобре да умреш, отколку да престапиш Божиот закон. Затоа што таа смрт е само привремена и пак ќе живееш ако си го одржил Божиот закон, ако си му останал послушен на Господ. Тоа е оно што Господ најпрво го прави кај грешникот, значи поставувајќи прашања, сака да не доведе до осознание на страшниот грев. Гревот е скап бизнис, вели во една прилика Елен Вајд, во еден краток цитат. Навистина, скап, прескап, што не може да биде. Ова е само почеток, јас се надавам дека понатаму ќе најдем уште многу места во Библијата кај што Господ поставува прашања, за да ние осознаеме каде сме, каде одиме, каде сме тргнале, што сме направиле и за да не врати на вистинскиот пат до спасение. Нека му е слава на Господа. Амин.